Добро вечер, почитувани гледачи. Петок, 13 јануари 2026 година. Правим уште едно видео овој ден. Би почнали со спортот. Нашата ракометарка која настапува за селекцијата на Македонија до 16 години беше во тимот и во надпреварот со Хрватска, постигна гол, можеби повеќе голови постигнала, но еден од нив сигурно забележавме. Иако бевме поразени од селекцијата на Хрватска, која е далеку по искусна во ракометот, сепак ова беше одлична можност да се збогати искуството со надпревар одигран токму против една од најдобрите балкански, па и европски селекции во ракомет воопшто, би рекле. Во моментот и тренингот на кошаркарскиот клуб Патриот, кои во недела играат дерби, пијанечко дерби против екипата на Баскеткам во Делчево со почеток од 20 часот. Го добивме терминот денес. Тренерот Љупчо Петровски повторно ја повикува публиката во голем број да дојде во спортската сала Мето Димитровски Брицу и да го бодри нашиот тим. Иако играме со повеќекратниот шампион на Македонија, сепак треба да се пружи достојно отпор, особено сега откако имаме заселување две американки. Тоа е она што се однесува до спортот за денес. Денеска објавивме информација претходно објавена на страницата на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров околу отпочнувањето на работите за санација на спомен домот на Разловечкото востание. Они кои не следат се сеќаваат дека минатата година, кога имаше посета на владина делегација на чело со актуелниот премиер, беше ветено, беше представен проектот за реконструкција и еве денес беше представено почнувањето на работите на ова здание, направено од Георги Константиновски, наш архитект, кој долги години беше оставено на забот на времето. Периодично се поправаа некои работи, но целосна реконструкција откако е изграден овој спомен дом не е направен. Така да еве за поздрав и таквата работа. Тука ќе го кажем и коментарот на актуелниот градоначалник на Делчево Иван Гоцевски, кој вели дека во неговата објава дека многумина се смееле кога најавиле, меѓутоа еве она што го ветиле со почетокот на градежните работи се остварило. Па да се надеваме дека во месец мај, кога се одбележува годишнината од Разловечкото востание, оваа година, ако не се лажам, можеби 150 години, 1876 на 19 мај, ако ме служи добро меморијата. Ако не, се извинувам на грешката. Така да утре продолжуваме со пазарната белешка. Сабота секогаш во Делчево полно со посетители на пазарот. Градскиот пазар е посетен од посетители од соседна Бугарија. Не се сомневаме дека утре ќе биде така. Со воведувањето на еврото како платежна единица кај нив, како да ги има во поголем број секоја сабота, таков е впечатокот. Се реконструира во тој поглед и оваа улица која води до градскиот пазар, индустријска, еве поставени се
новите ивичници. Вака изгледа дека за по некои сантиметар е проширена. Барем 3 возила да можат овде да, доколку дојде таква ситуација, да може да се разминат. Ако е тоа планот, тогаш е добро. Ве поздравуваме и ви посакуваме пријатна петочна вечер. Утре е ден на денот наречен за душници според христијанскиот календар. Ден кога се посетуваат гробовите на они кои не се повеќе меѓу нас. Вечна им слава. Со ова го завршуваме ова наше вечерно излегување и мала автопрошетка низ Делчево.